Ние често во утринската програма велиме дека јавното говорење прави промени и често сакаме да зборуваме за теми на кои што сакаме позитивни промени, па во тој контекст и следното гостување на оваа тема. Со физичко или психичко малтретирање живее секоја трета македонска жена. Според последните статистики, во Синџир жртви има и повеќе од 116 мажи. Во такви домови ни растат децата. И за жал голем е бројот на жени кои што се уште сметаат дека семејното насилство е приватна работа, нешто за што не треба да се зборува во јавноста и дека жената треба да му се покори на мажот дури кога е во право, но дури и кога и не се согласува со него, а тој има право да покаже кој е главен во куќата. Каков е односот на системот кон семејното насилство, колку и како државата ги штити жртвите на семејно насилство и колку жртвите меѓу другото се охрабруваат јавно да говорат на оваа тема. Анализираме со Маја Ацевска од Кризниот центар на Адаш. Маја, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на утринската програма. Разговорот го започнуваме со известна статистика во контекст на првото прашање, кој што статистики генерално јасен приказ ни даваат за состојбата со семејното насилство. Бројките на Министерството за труд и социјална политика на државно ниво за првата половина од 2022 велат дека се евидентирани околу 662 случаи на семејно насилство, од нив 463 жени, 116 мажи, 83 деца. Пред само неколку дена Министерката за труд и социјална политика кажа дека споредбено со минатите години има известно намалување на бројот на пријави на жртвите, но сепак и овие бројки кои што ги имаме доволно говорат за сериозната психичка и физичка траума на општеството. Така е. Јас сум сигурна да ја слушнавме изјавата на министерката дека се тоа статистики на државно ниво, претпоставувам дека се официјални бројки. Морам да напоменам иако дека и според нашата евиденција која што ние ја водиме во нашиот кризен центар, има незначително намалување на пријавување на случаи. Во 2021 година, например, имавме 532 повици на нашата СОС линија, додека во 2022 се 514, многу незначително намалување, но е намалување. За разлика од тоа пак, бидејќи кризниот центар работи исто и на кризно, односно интервентно згрижување во период од 24 до 48 часа, кога жената која што има проблем, нема никакво решение во моментот и е во ризик нели незиниот живот и животот на незините деца, може да биде згрижена кај нас. Во 2021 сме имале 76 грижени жени и деца, додека во 2022 се вкупно 81 лице. Така што во тој поглед има пак благо зголемување на згрижени жртви, а во однос на пријавувањата, најавувањата на линијата пак е намален бројот. Официјалната статистика е таа што е нели релевантна и претпоставувам дека сето тоа е точно и дека има благо намалување, иако би рекла дека според впечатоците што ние ги имаме во организацијата е дека жените не се охрабруваат, не се охрабрени доволно за да пријават и најчесто е сето тоа поради таа недоверба во институциите што ја чувствуваат. Најчесто. Да, за нив ќе говориме нешто подоцна. Цело време го ставаме фокусот на жените. Процентуално најголем број на жртвите се жени, што не значи дека ги нема и мажите, кажавме пред малку во статистиката. Од вашето искуство, колкав е бројот на мажи кои што бараат советување и поддршка на оваа тема? Да, кај нас на линијата се јавуваат и мажи, иако е многу мал процентот на мажи кои што бараат советување за проблем со партнерка. Еве да не е сопруга, можеби девојка, можеби. Значи многу дури помалку од 1% од оние што се јавуваат на линијата се мажи кои што имаат проблем со партнерката. Најчесто се проблеми имотно правни, браќа, сестри, родител, дете, родител, кога се јавуваат мажи кои што бараат совет. Ние работиме, ги советуваме, значи сите кои што се јавуваат на линијата, иако кризниот центар за згрижување е само за згрижување на жени, па згрижени мажи немаме. И ајде да продискутираме што ние како општество можеме да направиме за да ги заштитиме жртвите на семејно насилство. Факт е дека Македонија ја ратификуваше Истанбулската конвенција, ги усогласи позитивните законски прописи, донесе закон за спречување на заштита на жртви на семејно насилство, но многумина се уште настават дека постои диаметрална разлика помеѓу теоријата
и праксата. Така. Каков е вашиот впечаток? Така е, да, навистина постои голема разлика. Во теорија, да, имаме сите закони, ги имаме, ја ратификувавме конвенцијата, се усогласија законските акти, се направија промени и во кривичен законник дури. Значи, сето тоа е сосема во ред на хартија. Во пракса, навистина е поинаку. Значи, има некогаш пропусти и од институциите. Затоа велам дека најчесто причината е таа што жртвите не веруваат дека институциите, односно системов, дека ќе им помогне да го решат проблемот кој што го имаат, и тоа често ги наведува да не пријават наместо да го пријават. И колку и да се обидуваме ние, нашиот кризен центар постои повеќе од 20 години, постојано работиме на подигнување на свесноста и на охрабрување, меѓутоа пак постои некоја доза на недоверба и жртвите се тие кои што остануваат, или пак доколку се охрабрат и пријават, многу често се случува да се вратат назад во таа насилна средина, бидејќи немаат друг избор. Најчесто според истражувањата жртвите се враќаат кај насилникот поради тоа што некоја од алките во синџирот на заштита не функционира. Кои се надлежностите на кризниот центар на АДШ, да појасниме? Имате и советување и поддршка и згрижување, но на жените, колку што знам. Така. Мажите имаат можност само за советување, да, на СОС линијата. Згрижуваме, да, само жени и деца. Така е, нели, регистриран кризниот центар со такви правилници, со таква внатрешна документација, така што згрижуваме само жени и деца. И тоа на сосема ограничено време, на ограничен временски интервал. Кои се алки се надлежни подоцна? Каква е комуникацијата со институциите? Така, ние имаме соработка со центрите за социјална работа, со полициските станици исто така. Најчесто комуницираме со центрите за социјална работа, бидејќи тие се некако надлежни институции во решавањето на случаите со семејно насилство. Ние како здружение немаме надлежности. Ние сме тука само како еден мост, да речем, помеѓу граѓаните и институциите, да ги советуваме, да ги упатиме каде, како треба да се пријави, какви се можностите за заштита, кои се правата на оние кои што се соочуваат со овој проблем и каква заштита може да добијат од државата. Со тоа што вообичаено пријавата, ако дојде до кај нас, се проследува до центрите за социјална работа и до полиција. Центрите за социјална работа, односно стручните лица, прават проценка и доколку проценат дека за жртвата е потребно сместување интервентно во еден кризен период кога е во ризик незиниот живот и здравје и животот и здравјето на незините деца, ги сместуваат кај нас. Во тој период да може центарот да изнајде некакво решение каде да се смести жртвата првично, доколку нема никаков друг избор, и понатаму после сместувањето да се обезбеди подолгорочна заштита. Ја споминавте проценката, сакам малку да продискутираме и за неа. Колку непостапувањето и неправењето на правилна проценка може сериозно да влијае на физичкиот и психолошкиот интегритет на личноста. Комуницирате со бројни жени, жртви на семејно насилство низ годиниве. Колку непостапувањето на институциите и талкањето по лавиринтите ги одвлекува од гласно говорење на оваа тема? Да, значи многу е важно да е проценката правилна, точно да се утврди што е потребно на жртвата, односно на онаа жена која што се охрабрила да излезе од една насилна средина, да се направи добра проценка што се е потребно. Значи покрај она првично интервентно, да речам, сместување кај нас, дали е потребно долгорочно згрижување, вработување, најчесто се тоа невработени лица, економски немоќни, страв дека нема да можат да продолжат понатаму, многу им е важна и таа психолошка поддршка, која што ја добиваат и кај нас, но и потоа од кога ќе излезат од нашиот центар, продолжително добиваат психолошка поддршка за да се охрабрат да можат да продолжат понатаму, да изнајдат решение за вработување, да се изнајде решение за домување и така натаму. Значи има многу работи кои што кај различни жени се различни потребите,
да речеме деца во училиште, дали во градинка, кои што мора да го продолжат нели школувањето, да се изнајде начин каде, како, сето тоа е нешто што мора да се работи со неа, откако нели ќе се реши да излезе од насилната средина. И многу често се случува да дури да се поднесе кривична пријава, бидејќи семејното насилство е кривично дело. Дури да се поднесе кривична пријава, многу ретко доаѓа до судска завршница со пресуда. И тоа е нешто што не знам, можеби жените жртви под притисок повлекуваат тужби и така натаму. Сето тоа е некаква да речеме јавното обвинителство не го ни по службена должност доколку нема тешки телесни повреди. А тоа е проблем можеби за една жена која што е невработена и нема доволно средства да покрене приватна тужба. Маја, потребна ли е дополнителна едукација на сите алки во системот кои работат на вака сензитивни теми? Апсолутно да. Иако не можам да речам дека не се едуцирани, значи сите стручни лица кои што работат и во институциите и во граѓанскиот сектор кој што се занимава со оваа дејност, следат нели секакви обуки, секакви едукации, дополнително се обучуваат, така што меѓутоа пак има некои, да речеме, често се случува ние да добиеме повик од некоја жртва која што пријавила најбрзо во полициска станица, во најблиска полициска станица, да добие одговор од оние кои што ја примаат незината пријава, па добро да тоа не е ништо страшно, врати се, ајде. Значи, особено доколку се работи за психичко насилство. Ајде, физичкото е нели видливо, повреди, психичкото е нели малку потешко да се докаже и не се гледа, меѓутоа кога некоја жена ќе отиде да пријави такво нешто во полициска станица, добива таков одговор. Значи, нема сензибилитет доволно и потребна е едукација. Дефинитивно, мислам дека на оваа тема е секогаш потребно. Знаете како доживотно учење. Секогаш има нешто ново, секогаш треба нешто ново да се разгледува и да се разработува. Да, апсолутно. Споминавме дека пријавата е само првиот чекор, храбар чекор во целата оваа приказна. Дополнително на секоја жртва на семејно насилство и следуваат низа препреки пред кои што таа треба да поминува и е справена. Ја споминавме финансиската независност. Таа е особено важна доколку сака да изгради сопствен и независен живот. Многу често жртвите на семејно насилство се и самохрани мајки и сега доколку имаат и апсолутна поддршка од центрите за социјална работа, психолошка поддршка, првото одење на работа ќе забележат дека работодавецот нема апсолутна поддршка за нив и не е флексибилен за нивните потреби. Така, да. Да, и тоа е проблем. Значи, ние работиме и како организација на различни теми, на различни видови помош кои што им се потребни на жртвите. До сега не сме оствариле соработка со Агенцијата за вработување, иако тоа ни е една од активностите кои што ги планираме во следниот период, да се обезбеди некаква соработка, да може да се изнајде начин како оние жени, бидејќи како што рековме, нели, финансиската немоќ е најчесто исто така причина за да не пријавуваат насилство, односно да останат во насилната средина заради неможноста или несигурноста. Знаете како да излезам сега од дома без ништо и никаде е многу тешко и ретко кој се решава на тоа. Така што тоа е навистина потребно. Значи, покрај решавањето на прашањето за домување, кое што е првично, значи ако нема жената друг кров над глава, каде би одела, нели, сигурно не на улица, вработувањето е исто една од другите работи кои што и се потребни за да може да продолжи самостојно да живее. Какви промени посакувате како кризен центар во оваа 2023? Што од онаа теорија која што ја споминавме на почетокот сакате да ја видите во пракса? Сакаме да видиме повеќе решени случаи. Многу често се случува да нема, и тоа се информации, да речеме, кои што ние можеби од корисниците ги добиваме дополнително. Има кориснички на нашите услуги кои што се јавуваат на линијата, бараат поддршка, може да пријавиле да биле згрижени, повторно се вратиле во насилната средина, па повторно се јавуваат и бараат поддршка. Има многу рецидиви и тоа е нешто што би сакале да го видиме како решен проблем. Значи, ако веќе е охрабрена да излезе од таа средина, да го продолжи патот до крај.
И има многу алки кои што помалку или повеќе функционираат, но да им дадеме ветер в грб на оние кои што можеби во моментов не гледаат и си бараат причина зошто да излезат од синџирот на насилство. Има ли позитивни примери од жените со кои што комуницирате? Колку се наброј оние храбри жени кои што успеале да изградат нов и квалитетен живот за себе и своето дете? Има, секако дека има. Не можам да речам дека е голем број, бидејќи многу ретко добиваме ние повратни информации од центриве за социјална работа како нели надлежна институција која што се занимава со овој проблем за жртвите кои што го напуштиле кризниот центар, биле згрижени понатаму и како сета нели понатамошна заштита се одвива. Немаме повратни информации, но се случува, например, некоја корисничка да ни се јави за да се заблагодари, за да каже дека е решен проблемот, дека сега веќе живее убав живот и така натаму. Малку се примерите на вистина, но сепак ги има и тоа секако може да биде еден ветер во грб, односно уште едно можеби охрабрување на оние кои што се плашат да излезат од таа средина. И стравот е една од причините кои што преовладува кај жените за да пријават, не само од нели што би правела кога би излегла од таа средина, сите околни фактори, невработеноста, економската немоќ, грижата и заштитата на децата, сето тоа е нешто што ги задржува во насилната средина и не ги поттикнува да го пријават и да зборуваат гласно. И тоа е се уште проблем. Се уште е проблем гласно, убаво да се зборува што се случува во семејството доколку се има проблем со семејно насилство. Затоа ние гласно бараме промени за да си обезбедиме убав живот за сите. Сите сме еднакви пред уставот и пред законите. Абсолютно, и мора да знаеме дека и во теоријата е така, но мора да биде така и во праксата. Токму затоа ве повикавме ово утро во Македонија наутро. Благодарам за позитивниот одговор за разговор. Темата е секако отворена и многу ќе дискутираме на неа. Апсолутно, секако треба да се зборува постојано. Благодарам, Маја. Благодарам и на вас.